Насловот на моето предавање е Очи во очи со Коневски. Првото прашање е зошто е таков насловот? Затоа што јас се наоѓам сега очи во очи со Коневски и затоа што, според моје мислење, секој го доживува Коневски и неговото дело на свој начин, но и сите заедно го доживуваме на некој заеднички начин. Овде ќе поспомнам неколку поголеми трудови за делото на Коневски, што ми оставиле впечаток. Тоа се трудовите на Георги Старделов, неговите книги, посветени на на поезијата, но и на граматичките трудови на Коневски. Потоа трудовите на Атанас Вангелов, посветени на поезијата на Коневски, на Александар Спасов, посветени на книжевното дело на Коневски во целина, на прозата, на поезијата, на есеите, но и на научните дела, и трудовите на Влада Урошевиќ, исто така посветени на делото на Коневски. Моите очи одам натаму, моите гледања на Коневски се следни. Коневски го познавам од најмали години. Тоа значи Скопје пред земјотресот од 1963 година. Живеевме во близина околу централниот градски парк во Скопје. Често идеше кај нас, дома, кај татко ми. Тој веќе Коневски вонреден професор, декан на факултетот еден момент. Татко ми Александар Спасов, негов бив студент од првата генерација, тогаш млад доцент. Внимателно ги слушав нивните разговори за литературата, за судиот меѓу модернистите и реалистите, за колегите, за науката и се разбира за факултетот и слично. На школа ја учевме неговата песна Везилка. Не ми беше јасно зошто едниот конец е црвен, а другиот црн. Зошто едниот буди вистина што штрека, другиот неизмерна тага. Ги барав овие две бои на конците, на небото, на секаде околу себе, кај цвеќињата, на куќите, во училницата, на падините на водно и слично. Еднаш на школа по повод 13 ноември, јас ученик во 4-то деление, на денот на ослободувањето на Скопје, ја рецитирав неговата песна за Скопје. Цитирам: "Потомче чуј Скопје и јас од тука су го гледал." Мисли на Газибава, каде порано се наоѓал денешниот филолошки факултет, тогаш во составот на филозофскиот факултет, кој што се делал на две насоки, природно-математички и филозофски. Песната ми беше многу скопска. Тогаш воопшто не помислував дека Коневски едва и 15 на години е Скопје. Некаде околу 1964 година живеевме во населбата Долно Водно и повторно бевме соседи. И повторно тој идеше кај нас, татко ми кај него. Беше тоа време кога беше обземен Коневски со подготовката за издавање на историјата на македонскиот јазик. Паѓаа предлози кој да биде издавачот и каде да се издаде. Тој велеше дека треба да има издавач истовремено и од Белград и од Скопје, за да се привлече поголемо внимание во тогашната Југославија, но и во странство. Се покажа подосна дека бил во право. Историјата доби многу позитивни рецензии, но и очекувано беше нападната главно од колеги лингвисти од Бугарија. 1968 година се одржуваше Конгресот на славистите во Прага. Тоа е она напрегната ситуација во 1968 година, кога Советскиот сојуз и неговите сателити изврши инвазија врз тогашната Чехословачка. Македонскиот јазик и македонската култура за време на тој конгрес беа силно напаѓани и многу остро напаѓани од страна на бугарските лингвисти. Се чинеше дека македонскиот јазик станува монета за потписување во спорот меѓу Советскиот сојуз и другиот демократски свет. Блаже Иташе од сесија во сесија низ Конгресниот центар
Потоа ја издаде книгата Македонскиот јазик во развојот на словенските јазици, која ја стави подосна во задолжителна обработка на нашите студенти. Некаде 1969 година, јас како ученик со завршена втора година гимназија, имав можност да патувам од Скопје до Охрид со службениот Мерцедес на Ману, односно со Конески, кој што тогаш беше претседател на Ману. Беше август и во Охрид почнуваше семинарот за македонски јазик и литература и култура за странци, така се викаше тогаш. Ова патување ми остана во целосно сеќавање, бидејќи тогаш го посетивме меѓу другото и родното село на Конески Небрегово. Татко ми, академик Александар Спасов, 1967 година, во рамките на реномираниот издавач Српска книжевна задруга, ја издаде антологијата на современата македонска поезија во препев на Влада Урашевиќ. Во неа беше застапен Конески со многу песни. Тогаш ме обземаа неговите песни, особено оние врзани со легендите на Марко Крале, како Стерна, потоа Болен Дојчин и другите. Подосна, 1970 година, тој ја издаде својата книга Јазикот на македонската народна поезија, во како издавач се јави Ману, каде детално го опиша јазикот и стилот на македонскиот поетски стих на сите јазични радништа. Од друга страна, ме обземаа неговите интимни песни, инспирирани од неговиот личен живот. Композиторот Славе Димитров подосна компонираше дел од нив. Кога почнав да студирам на групата за македонски јазик, Конески беше еден од главните професори, од збор до збор ги читав неговите книжевни, јазични и стилски анализи, особено оние посветени на македонскиот 19 век. За разлика од анализите на другите филолози, домашни и странски, неговите беа многу подобри, според мој впечаток, затоа што тој знаеше да каже многу работи, да ги врзе во контекст, тоа што другите не умееа да го направат. Например, анализата на епитефот на Пејчиновиќ, која што ја разгледува во рамките на стилот на македонската народна поезија, потоа анализата на Трга за југ од Константин Миладенов, на Ленка од Кочорацин и така натаму. Ненадмината е неговата студија за седмочислениците, фреската создадена во Москополе и расширена низ целиот Западен Балкан, во која се велича култот на светите браќа Кирил и Методи, преку ликовите и делото на нивните 5 ученици, при што централна фигура е домашниот светец Свети Климент. Тој тогаш истакна, и на предавањето истакнуваше, дека во македонската куќа кандилцето гори за Свети Климент. Ова мисла ми остана во трајно сеќавање. Читањето на текстовите од 19 век го научив од него. Тој ги предаваше, ги анализираше, во нив внесуваше живот. Така успеав да го обработам, според таа инспирација, големото дело во Николското Евангелие, што го издаде подосна Финската академија на науките во Хелсинки. Сега, неговите очи гледање на Конески кон мене. Блаже Конески ми беше професор, потоа ментор на мојата дипломска работа за речникот на Константин Петковиќ од 1948 година. Блаже Конески ми беше ментор на мојата магистарска работа за лексиката на македонската народна поезија. Блаже Конески ми беше коментор, заедно со професор Ружа Пановска, на мојот докторат посветен на природноста на глаголите во македонскиот јазик. Темата, во насловувањето на темата, учествуваше и академик Рина Усикова. Блаже Конески ми избра за негов наследник на предметите од областа на историјата на македонскиот јазик. Тоа ме обзема, се трудев да го задржам стилот и духот на својот професор, што им пренесува на моите студенти. И сега, во заклучок можам да кажам, дека научив многу од Конески. Научив практички се од него. Се, затоа се заложив со срце и со душа да ја
направиме, односно да ја обновиме неговата родна куќа во Небрегово и да стане спомен дом на Блаже Коневски, но и на македонистиката воопшто. Потоа му ја посветив мојата книга Јас години плодни, издадена од издавачката куќа Анталок од 2021 година, каде се ова што го кажав е детално објаснено. Дозволете на крајот една лична порака, почин кон тебе, професоре Блаже Коневски.